Суди од Венецијанската комисија, домашни професори и експерти идниот четврток ќе го кажат своето мислење за спорните правни прашања од Законот за употреба на јазиците. Подготвителната седница ќе се одржи на 20 март во Уставниот суд. Холандскиот судија доктор Мартин Кујер, кој е подпредседател на Венецијанската комисија, ќе го образложи пријателскиот совет што судот го побара од нив и треба да биде усвоен од комисијата. Судијата од Судот за човекови права Артур Куч пак ќе образложи праксата на овој суд за во случаи. На седницата ќе се зборува само за материјалното право, откако за формалниот дел веќе беше одржана седница. Председателот на Уставниот суд не ги откри спорните 6 прашања, но вели дека ќе се толкува амандманот 5 од Уставот. За него е важно да се чујат сите мислења, а судот да донесе правилна и уставно втемелена одлука. Би бил среќен ако барем дел од граѓаните успееме да ги убедиме во нашите честни намери. Нема да убедувам политичари кои се однесуваат манипулативно, користат политичко дивјаштво и брутални лаги. Политичката култура е на примитивно ниво. Од домашните експерти своје толкување ќе дадат поранешната судика во овој суд Маргарита Цаца Николовска, членот на Венецијанската комисија Рената Дескоска, професорите Борче Давидковски, Јетон Шацивари, Гордана Лажетич, Мерсел Билјали, Денис Прешова, Мерси Максути, Мерит Нуџија, Нурет Бајрам и судиите Жаклина Доведен и Иван Џолев. Присутни ќе бидат и подносителите на иницијативата, а професорката Тања Каракамишева ќе има онлайн обраќање. Од ДУИ испратија соопштение во кое повторуваат дека расправата за Законот за јазици ќе доведе до политичка и институционална криза. Обидите за доведување во прашање на уставноста на овој закон не се ништо друго освен напад врз самите темели на соживотот и евроатлантската ориентација на земјата. ДУИ ја смета оваа политички мотивирана интервенција за регресивен чин, кој не е насочен кон правда и институционален поредок, туку кон создавање тензии и отворање на старите рани од минатото. Председателот на Уставниот суд со индигнација ја отфрли оваа како што вели опасна брутална лага. Прашува до кога овие иницијативи треба да се чуваат во фиока и зошто воопшто постои судот во тој случај. Останува на ставот дека судиите ќе расправаат за ова прашање и очекува тоа да се случи најдосна до мај или јуни.